Почитувани присутни, денес сме собрани за да зборуваме на една тема која секоја година станува се поактуелна во периодот на празниците, употребата на петардите. Иако петардите на прв поглед изгледаат како забава и краткотраен адреналин, зад нив се кријат сериозни опасности. Почитувана директор, ве поканувам да се обратите со неколку зборови и да ја збогатите оваа едукативна средба со вашата порака. Повелете. Почитувани присутни, добар ден и добредојдовте во просториите на Општинското основно училиште Недојдо Марешевски Делово. Посебно сум среќна и се радувам што денес заедно сите институции собрани на едно место, а секако и со една заедничка цел – грижа за здравјето и безбедноста на учениците за време на празниците и за време на зимскиот распуст. Со институциите соработуваме во текот на цела година и имам посебно чест и задоволство денес да ги поздравам. Тоа се представници од полициска станица од општа надлежност Берово, заедно со командирот Гоце Шишовски, командир на полициска станица од општа надлежност Берово. Командире, добре дојдовте. Заедно со него е Елена Стасевска, помошник командир за јавен ред и мир и превенција. Почитувана, добре дојдовте и пријатен престој во училиштето. Исто така, овде со нас се представници, заедно со командирот Димитар Богушевски од територијалната противпожарна единица Берово. Добре дојдовте. Представници од Центар за социјални работи Берово, директорот на здравствен дом Берово Тојица Ризовска, на сите ви посакувам добре дојдовте и пријатен престој во училиштето. Овде присутни се вработените на училиштето и секако учениците, причината поради која тие овде се присутни. Почитувани, најголемото богатство на една држава се наоѓа токму во училиштата. Тоа се нашите најмили деца. По тие причини ние денес се собравме и ќе се реализира оваа едукативна трибина, од која верувам дека ќе има плод. Како директор на училиштето сакам да упатам неколку пораки, а тоа се: употребата на петарди треба да биде строго регулирана или целосно забранена. Едуцирање на младите во училиштата за правилно однесување за време на празниците и зимскиот распуст. Со строго спроведување на закони и соработка меѓу институциите можеме заеднички да допринесеме да се минимализира. Исто така, главна и клучна улога имаме ние като раководни лица и родителите. Значи, родителите и наставниците да бидат совесни за опасностите од петарди и други пиротехнички средства. Само така, почитуваме, ако ви препорати почитуваме и со заедничка соработка со сите институции, ќе дадеме допринос и ќе имаме здраво општество. Ви благодарам и посакувам пријатен престој. Да ја погледнеме драмата со наслов "Петардите не се играчка" во изvedба на учениците од 9-то одделение, која има едукативна содржина.
што најдов. Оваа мини бомба ќе направи вистинско шоу за нова година. Дамјан, петардите се опасни. Може да ти изгорат рацете. И многу се гласни. Мене ме стега во стомак од страх. Ама ајде, што може да се случи? Па јас сум вистински професионалец. Уште не е ни нова година и веќе пукаат. Добар ден, деца. Добар ден. Што се случува тука? Па Дамјан сака да пали петарди. Деца, ве молам, бидете внимателни. Има голем број на повреди од петарди, па тоа не е шега. Дамјан, што имаш во џебот? Само една да пукнам, малечка. Малечка, секоја година толку многу деца се повредуваат од петарди, па тоа не е играчка. Се прашувате? Која сум? Јас сум петарда, малечка, ама опасна. Со мене нема игра, бум и збогум. Па ете, дури петардата си призна. Но јас само сакав да биде весело. Има многу други начини за весело. Лампиони, украсување, забава, а со мене само проблем. Да, а и што ви требаат петарди кога имате музика и дружење? Петардата може би изгледа како играчка, но навистина е опасна. Може да повреди, да исплаши многу животни, па дури и луѓе. Кучињата и мачките најмногу страдаат. И јас. Поред, нема петарди. Ајде да идеме да ги фрлиме некаде на безбедно. Славиме без петарди. Весело, безбедно и со почит кон сите. Најубавата нова година е онаа што ја славиме со насмевка, а не со забор. Петардите не се игра, тие носат болка, страх, насмевки шири на секаде, здравјето е твој прав пат. Ги поканувам представниците од територијалната противпожарна единица Берово да земат збор. Добар ден на сите, добар ден деца. Јас сум Димитар Ушовски, командир на територијалната противпожарна единица. За да има некоја поубава порака од драмата што сега ја погледнавме, право за сите. Значи, петардите не само што се опасни, се забранети за вас, како деца, вие представувате една наша грижа за безбедност, за сигурност, за се. Петардите можат само да ви допринесат за повреда, за непотребни непријатности и верувајте дека можат да предизвикаат и пожар. Иако се почнува од шала, од Представници од полициската станица од општа надлежност Берово со своје обраќање. Почитувани присутни, како помошник командир за јавна ретина или превенција, сакам накратко да ви укажам значењето на безбедно однесување, особено во периодот на празниците. Пиротехничките средства, иако често се докажуваат како забава, представуваат сериозна опасност. Нивната употреба, поседување и продажба за сите, а особено за малолетните лица, е законски забранета и повлекува одговорност. Петардите предизвикуваат повреди, страх кај граѓаните и нарушување на јавниот ред и мир.
Апелирам до вас, учениците, да не подлегнувате на притисок и да покажете одговорност. Храброста не е да се фрли петарда, туку да се заштити собствениот, но и туѓиот живот. Полицијата и во овој период ќе презема превентивни и контролни активности со цел празниците да поминат мирно и безбедно. Да ги дочекаме празниците со разум, одговорност и почитување на законот. Ви благодарам. Почитувани присутни, добар ден. Како што е ред, иако со повеќето се знаеме, сакам да се представам. Јас сум командир на полициска станица од општа надлежност Берово, Гоце Шишовски, и сакам најпрво од моје лично име и од името на сите вработени во оборот Берово да ви честитам новата 2026 година и празниците што следуваат потоа, да ви пожелам на сите многу здравие, среќа и успех на секој план и во работа и на секој друг план кој што е планиран од вашите семејства и вас како деца. И сакам да апелирам тоа што се собрали тука, да во периодот кој што следува, за време на празници, па и потоа, да се воздржите од секаква употреба на пиротехнички средства. Значи, воопшто да не го употребувате ни вие како деца, а ни вашите родители. Бидејќи едно мало невнимание може да биде копно, кое ќе има последица во целиот живот. Тоа го кажа и вработените од здравниот дом, така уште еднаш ви апелирам да се воздржите од секаква употреба на пиротехнички средства. Во спротивно, ако од страна на вработените во Министерството за внатрешни работи, кои се на терен, или ако се дознае оперативно за други кои би употребиле такви пиротехнички средства, ќе бидат преземени сите најстроги мерки согласно законските прописи кои што важат во Република Северна Македонија. Сакам исто така да се заблагодарам прво на домакините, Основно училиште Недојле Морешевски, предводени од раководител Наташа Аврамска, која на нашата иницијатива, која имавме, ние испланирано во нашиот домен, веднаш се отзва и заедно со другите институции, кои исто така ги поздравувам, го организира овој настан и оваа драма. Исто така, сакам, како што рече и детето кој што го води настанот, од наше име, од вработените на ОВР Берово, да им поделиме едни мали награди за нивниот ангажман на децата во оваа представа, бидејќи тие деца, како и сите други вие, сте најголеми учесници во превенцијата за употреба на пиротехнички средства. Бидејќи, ако вие сите не допринесете и не се придржувате кон ова што сега го имаме тука во приемата, може да настанат последици и, како што реков претходно, кои ќе бидат со од трај карактер. Ви благодарам, а сега ќе подадам награди на актерите. Allez, reka.